Иако не сме ризично високо задолжена држава, сепак нашиот долг многу влијае врз стандардот на живот на граѓаните. Кога едно општество континуирано се држи и гледа наназад, неизбежно нема иднина. Во моментот, гледајќи ги задолжувањето, односно враќањето на ДДВ-та кон компаниите, се гледа дека немаме некоја голема ликвидност. Протекување на било каква информација од председателскиот кабинет, според мене, е несериозно препукување јавно на начинот како се води сето тоа. Со ова работна сила, со овие владини институции, администрација, нашата економија не може да генерира повише од 4% економски раст. За жал, ова го верам. Политички тензии меѓу власта и опозицијата поради новото задолжување и нетранспарентноста. Според податоците од почетокот на 2026 година, јавниот долг на државата е во пораст. Податоците од мај годинава укажуваат дека вкупниот јавен долг е речиси 11 милиарди евра. 8,8 милиарди евра долг должи, веројатно ќе треба да ги вратиме во наредните 5 години. Должни како Грчка. Оваа фраза е своевидна метафора за држава која е немокна финансиски да ги менаџира долговите. Гостин во ова издание на Трин, Кабил Бауш, професор, аналитичар, ново задолжување оваа недела од 260 милиони евра. Сметате ли дека имаме капацитет да ги сервисираме на ваков начин долговите? Па добро, сега прашањето е малце покомплицирано. Дали може ние да сервисираме долгови? Да. Колку и да земеме ќе сервисираме, но со задолжување, нели? Претежно ќе направиме едно, па друго, па трето, па и понатаму да направиме задолжување, но тие задолжувања не коштаат. Во пазарот на пари, на тој капитал, секогаш тие задолжувања ќе зависи од тој кредитен рейтинг кој го имаме ние и цената на чинење кој треба да го платиме за да ги земеме тие средства. Но дали ние имаме стратегија да ги вратиме тие средства и дали таа стратегија ќе може да ја користиме за некој економска додадена вредност на кој што нели ги земаме тие задолжувања, тоа е веќе друга стратегија. По она што може да дојдам направејќи анализа, само за камати ќе треба да вратиме 2,7 милиарди евра, а во наредните 5 години треба да вратиме 8,8 милиарди евра долгови. Тоа се долгови од претходната власт, но и нови долгови со овие нови задолжувања кај кредиторите. Вака, дали сме ние треба една дистинкција да направиме. Дали сме ние високо задолжена држава? Не сме високо задолжена држава, затоа што има и други држави кои што помногу задолжени за разлика од GDP-то, нивниот GDP. Ја спомнавте една држава, нели, како Грција, и имавме други држави кои што се САД и Јапонија кои се многу поише задолжени, но тие сервисираат и ги враќаат долговите. Што е разликата тука? Во една анализа која што направиме во нашиот универзитет, дојдовме до една констатација дека прашањето беше колку ова задолжување влијае врз граѓаните и врз стандардот на животот на граѓаните. И дојдовме до една претпоставка, до еден факт дека во овие држави кои што се високо задолжени, импактот, односно влијанието на јавниот долг кон граѓанинот не е големо, значи е многу ниско. За разлика од влијанието на тој јавен долг кој што доаѓа кај самите нас, кај на граѓаните на нашата држава, кои што иако не сме ризично високо задолжена држава, сепак нашиот долг многу влијае врз стандардот на живот на граѓаните. Тука е таа политика на која што треба ние ајде да речеме, да почнеме да креираме одредени политики на кои што тој јавен долг, тој долг на кој што го зимаме, да креира во државата прво економска додадена вредност во самата економија, а понатаму самиот долг, самиот да се сервисира и да се враќа во етапи. Видете, тоа е исто како вие да се задолжите за купување на нешто, а понатаму да имате некој вид на враќање на тој долг, и така тоа биодело и со државата. Но ризикот кај нас е тоа што ние сервисираме прво стари долгови, ајде да речеме, би било нормално тоа,
но другиот е што се задолжуваме за оперативни, односно за задолжување кои што се дневни, односно квартални во државата, или за плаќање на пензии, за плаќање на плати во администрацијата и така натаму и така натаму. Бабош, фискалната стратегија 2027-2031 предвидува фокус да се стави на стабилни јавни финанси и економски раст, намалување на сивата економија, како и поголема наплата на средствата во државниот. Дали овој концепт, дали оваа владина стратегија и план е остварлив или? Ова е нешто што ние сме го слушали и кога бевме на времето и кога студиравме, нели, борба за таа сива економија и борба како ние можеме таа сива економија да ја претвориме во нормална реална економија. По некои статистики 38% од GDP-то ни е 38% во државата ни е сива економија. Значи, таа економија на кој што ако ние ја ставаме во некои рамки, економски рамки, односно правни рамки во државата, би имало некој поголем импакт во државата. Но ова не ме загрижува, затоа што ние тој реформски курс на кој што треба да го направиме, за да почнеме таа сива економија, да ја ставиме, да ја легализираме, за да направиме нормална економија, ние тука ја не ја гледам во стратегијата дека тоа може да се случи. Видете, ние кога правиме стратегија, без разлика кој закон го носиме, било кој закон во државата, никако тој закон не го гледам или не го чувствувам дека се интегрира со останатите закони. Зошто го велам така? Например, имате вие закон за високо образование на кој што како да допира само во високото образование. А тој треба да биде интегрирана цел во цело општество, односно и во останатите закони за да имаме некоја реформска агенда. Истото и ова го правиме. Ние имавме дури прекрасна стратегија на враќање на јавниот долг. И што ни се случи? Ни се случија кризи, една по друга, по трета, по четврта и ние влегувавме во задолжување секоја година. Тука е нашиот голем проблем. Значи, ние правиме добри стратегии на хартија, но никако тие стратегии не ги извршуваме. И затоа за мене е сепак нешто што е видливо и гледано. Значи, таа стратегија мора да биде интегрирана во општеството. Сега, кога би направиле вие реформска агенда на таа стратегија, тоаш би била болна, но во среднорочен момент би ви дала многу големи и подобри резултати за самата економија и за општеството нормално. Владата предвиде буџетски дефицит од 3,5% од БДП за година, додека гувернерот Трајко Славевски неделава во едно интервју оцени дека и најавува зголемување на дефицитот до 6% од БДП, чии проекции се поверодостојни, имајќи во предвид дека речиси 70% од буџетскиот дефицит е веќе потрошен. Вака сега, имаме ние проекцијата на буџетот за 2026, ако се сеќавате, ја почнавме со нереализација на приходната страна од 9,1% во 2025, ако се сеќавате. И сите тие средства се префрлија во 2026. Во тој момент ние имавме еден вид на, како да кажам, имавме едно задолжување кој требаше да ја земеме за да ги покриеме планираните средства кои требаше да ги реализираме во 2025. И сето тука тоа почна, таа непроектирана, да не го предвидиш јавниот долг, од тој момент почна. Но како и да е, тие направи една добра корекција, овде би рекол владата. Едно тие ги намали, ако се сеќаваш, капиталните инвестиции, нели отидоа на реални капитални инвестиции кои треба да се случува од 2026 и направи една проекција од 3,5% за задолжување, односно дефицит за календарската 2026. Но што се случи? Ние сме отворена економија пред се. И не предвидовме дека може да ни се случи некоја криза која ја живееме сега. И во овој момент веќе се појавуваат првите знаци на инфлација и првите знаци на нереализирање на капитални инвестиции кои што се и те како битни за државата. Нели тука коридорот 8 имавме
нели пребивање на рокот на реализација и достанатите капитални инвестиции, што одма се покаже дека ние ќе имаме тука некој вид на дефицит. Од друга страна, не предвидувам дека ние треба да враќаме средства за средства кои што сме ги земале порано во јавниот долг. Ова година треба да завршиме до 1,3 милиарди евра треба да враќаме кон долгови, со тоа што парите што ги земаме истото се многу вредни, односно кошта, цената на чините кошта. Еве, последното задолжување ви е 4,22% каматна стапка кој што треба ние да ја плаќаме. И сето тоа веќе го дава притисок кон дефицитот во буџетот. Сега, која проекција е поверодостојна, би рекол проекциите на гувернерот на Народната банка, затоа што тие имат многу по-детални податоци во овој момент. А ако ме прашувате која поверодостојни податоци, ја би рекол извештајот на Светската банка која го предвиди ова за нашата држава, ако ние никако не успеавме ова да го видиме, да го ставиме во бројките кои што ние ги имаме во државата. А тие во секој 5 години истата проекција не ја кажат и ние упорно пак не ги гледаме бројките од Светската банка. Бауш, најавите се дека клучниот инструмент за економски раст и приоритет на владата ќе бидат капиталните инвестиции. Колку во вакви околности на глобална криза, на непредвидливост, може да се подпреме на капиталните инвестиции, ако се направи една подлабока анализа, ќе видиме дека имаме и слаба реализација во делот на капиталните инвестиции. Вака се, нашиот раст, економски раст, да речеме, се подпира на јавната потрошувачка и на државната потрошувачка. За жал, јавната потрошувачка не е таа, со притисокот на таа инфлација, ние имаме некоја поголема јавна потрошувачка, но од друга страна, капиталните инвестиции, односно капиталните расходи, со децени ние немаме некоја поголема реализација на кој би имало некој поголем импакт. Ќе земам еден пример. Република Србија направи одредени реформи во реализација на капиталните инвестиции и тие отидоа над 80% на реализација на капитални инвестиции, затоа што го сменија законот за јавни набавки, а од друга страна направија реални проценки дека може да инвестираат во тие капитални инвестиции. И тие има некој вид економски раст. Истото го правеше и Албанија, но кај нас никако не успеавме ние да направиме некоја реформска агенда кои се капитални инвестиции. Видете, кој ќе зборуваме ние за капитални расходи, не секојаш ни оди на некоја перцепција дека треба автопатиштата да бидат капитални инвестиции, но никако не и во јавниот, односно стандардот на живот на граѓанинот дека е ваш капитална инвестиција. Од здравство, од образование и така натаму и така натаму. Значи, ние како таа стратегија да не ја базираме на некои реални потреби на граѓаните во оваа држава. Значи, кој ќе видите реалните потреби на нашите граѓани во оваа држава, ќе видите дека ви дават други податоци дека им се потребни на нив за да имат некој подобар живот, нели стандардот на живот да се крене. Кај нас за жал капиталните инвестиции некако се прават, ајде да речеме, во една фаза на одржување на постојаните, да речеме инфраструктура, објекти и така натаму, и правење на некоја нова инфраструктура. Капитална инвестиција, односно расход, дури се и реформите кои што треба ние да ги правиме. Односно правните реформи, економските, социјалните, културни, здравствени и така натаму. Значи, ние тука никако не успеавме да видиме кој импакт во економијата имат ако вие смените одреден закон, односно некој реформски закон, за да видите кој импакт би имал во тие капитални инвестиции. Сега влегуваме во една фаза на кој што јас секогаш имам една ставка, ние одиме на 50, 60, 62% на реализација на капитални инвестиции, некаде 70%, но реално ние сме до 40% реализација на капитални инвестиции кои имат директен импакт кон животот на граѓаните, што е многу малце. Се уште една друга битна информација, колку и ние да инвестираме го раст, колку ние да направиме со ова
со овој потенцијал кој ние го имаме, со ова работна сила, со овие владини институции, администрација, нашата економија не може да генерира повише од 4% економски раст. За жал ова го велам. Значи ние не можеме 4% од GDP-то, не можеме повеќе да одиме од тоа. Значи Дали во вакви околности има простор за загриженост околу кредибилитетот пред меѓународните кредитори? Па нормално, значи ние кога се заложуваме имаме наш индекс на заложување, БББ минус сме или ББ плюс сме. Значи немаме некој поголем импакт на кога се заложуваме на тие пазари. Не добиваме ајде да речеме подобри услови за кредитирање. А од друга страна многу ризично е што ние се обидуваме да наоѓаме и други канали на задолжување во нашата држава. Видете, ако вие се задолжувате во некои релевантни институции, светски институции, вие не добивате само средства, вие добивате и знаење таму. Нели вие добивате и пренасочување што треба да направите за да имате некоја реформска агенда. И многу е ризично кога вие се задолжувате, како што се задолживме со унгарскиот кредит, се задолжувате со држава, при тоа немате некоја добра стратегија како тоа да го пренасочите кон самата економија. Постои ли опасност и простор за загриженост околу макроекономската стабилност? Па сега за сега не, но дека ќе имаме кризи и дека ќе имаме намалување на таа економска активност во државата, да, затоа што не сме само самите себе си виновни за тоа. Туку и окружувањето истото го прави. Нели гледате, економската активност во Европската унија е многу намалена. Нашиот најголем партнер Германија, кој што ние сме извозно ориентирани претежно кон нив, тие веќе предвидува, тука е тоа што сакам да го речам. Тие го предвидува во нивниот буџет, односно во нивните проекции дека ќе имат намалување на таа економска активност. И ние никако не успеавме да го видиме тоа. Мислам, тие тоа го покажува, ние не го гледавме тоа. Дали ликвидноста може да биде ставена под знак прашање и колку се издржани овие предупредувања, алармирање, например, од страната на опозицијата дека буџетот не е во колапс? Немам некои податоци дали буџетот не е во колапс. Ја имам една моја филозофија на размислување. Сите се држави и сите држави не може да се уништат онака економски, но може стандардот на живот да се уништи кај нив. Во моментот, гледајќи ги задолжувањето, односно враќањето на ДДВ-то кон компаниите, се гледа дека немаме некоја голема ликвидност. Само тој факт тргнувам од тука. Значи, што значи дека државата нема кондиција да враќа средства кон самите оператори, економски оператори, кои што навистина кај нив тоа би значило многу голем проблем. Ако компаниите не добиваат средства, нели, од ДДВ, враќање на ДДВ-то, тие понатаму влегуваат во некој нивно задолжување, така да економијата во таа смисла ќе видиме дека губи. Прочитав една ваша неодамнешна колумна во која, меѓу другото, под наслов криза, инфлација, ребаланс, одиме на избори. Децидни сте дека државата нема сериозен план како да ги заштити граѓаните од нови поскапувања и инфлација. Дали излезоте можеби во одржување на избори? Вака се, кај нас секогаш има во првиот семестар го поминуваме, кога влегуваме во вториот семестар на годината, имам секогаш ребаланс на буџет, затоа што ние никако не успеавме да направиме, особено во капиталните инвестиции, да направиме реално, да ги процениме тие капитални. Значи лоши проекции правиме. Апсолутно, никогаш не направивме добри проекции за да понатаму да направиме ребаланс на буџет. Но тоа не значи само за капиталните инвестиции, за останатите трошоци кои ги правиме во државата. Значи ние правиме и трошоци на кои што некогаш се неекономски трошоци и некогаш тие влечат многу надолу, многу средства на кои што ние правиме ребаланси на буџетот. Го имате случајот и со пензинскиот фонд и со останатите фондови на кои што ние како држава инвестираме кај нив. Но како и да е, овој пат е друго. Значи ние се задолжуваме, пазете, од една фаза ја поминуваме 2025 година со нереализирана на страна на приходната страна од негде 9%,
И сега влегуваме во фаза на кој што мора да направиме ребаланс на буџет и пазете, во услови кога ние имавме оптимална проценка на капитални инвестиции. Значи прв пат ние правевме нели навестувавме дека правиме оптимално предвидување на капитални инвестиции. И првото што се крати сега овој пат ќе се кратат капитални инвестиции. Зошто го кажав ова одиме на предвремени избори? Затоа што во немање на визија, на давање на одредени да речеме среднорочни и долгорочни да речеме насоки како да одиме понатаму, од искуство секогаш се одело на предвремени избори, нели? Гледајќи ја политичката ситуација во државата, меѓуетничките односи во државата, секогаш се одело негде, ајде одиме на избори да се мериме, па понатаму да видиме што би се случило. И ние секогаш губиме време за таа економска стабилност која можеше да ја направиме во државата. Затоа имав некое чувство дека можеме после ребалансот на буџетот, нели? А ќе видиме дали ќе има средства во Државната изборна комисија, тогаш ќе може да знаеме точно дали би имали избори или не. Мислам, тоа го направи во перцепција, а дека ние немаме апсолутно никакви мерки да ги заштитиме граѓаните, тоа се гледа, мислам. Ние секоја мерка и претходната влада и оваа, која ќе видиме дека така краткорочни дава резултати, ние се обидуваме таа мерка среднорочно да ја користиме, нели? Прво беше со ограничените маржи, потоа со ограничените цени, по сега беше со нафтените деривати и така натаму, но никако не успеавме среднорочно да ги видиме работите, а да не речам понатаму за долгорочни мерки. И затоа секоја криза, светска криза нас ќе ни се удри вака како што ни се случува на нас. Значи немаме никаков механизам да ова го амортизираме некако. Благодарам за издвоеното време. Благодарам на вас. За економско-финансиските импликации од новите задолжувања, гостин во ова издание на Тренинг беше Абил Бауш, професор, аналитичар. Следи кратка пауза и продолжуваме понатаму. Ако се криминалци, што наводно ги штити обвинителот за организиран криминал, како е возможно во владата, во кабинетот на премиерот, да биде Асмир Јаховски, газдата на Пуцко Петрол, кога се бараат решенија за поевтини нафтени деривати? Никој не е веруемен додека не добие правосилна судска одлука. Тоа е начело кое што е универзално и во конкретнава ситуација има поднесено кривична пријава против господинот Асмир Јаховски. Се водела постапка и он се уште, иако има неправосилна одлука со затварање на постапката, тоа не значи дека е затворена таа постапка, има активни мерки на предпазливост, не значи дека не мора да учествува било кое разговор или да се движи во тековите секојдневни кои што се одвиваат во неговиот дел и домен на работа. Сметам дека употребата на таа квалификација криминалец е единствено за потребна доколку било кое лице добие правосилна судска одлука, а тоа е поминувајќи ни сите инстанци.